се наоѓаме кај аквадукт кој е најдолг и најважен на целото наше полуострво. Има кај Бар помал и има уште еден горе скроз реконструиран некаде во Далмација, дали беше во Пула, сега не ме држете за збор, не се сеќавам. Но, значи ова е изградено во 6 век за потребите на градот Јустинијана Прима, кој е една од најголемите инвестиции во владењето на Јустинијан законодавец. Делото од овој аквадукт, што ја поминува оваа депресија, изнесува 400 метра, 388 така нека. Има негде околу 60 плаци, кај некои од тие тамошните кои се скроз пропаднати, мислам дека тука и веќе не сме доволно истражувале, но по некои описи што ги имаме порано, значи станува збор за 60 или 65 плаци кои ја премостуваат оваа депресија, и ако се види правецот кон кој што оди аквадуктот, тоа веднаш не наведува на помисла дека овој водовод ја носи водата за градот на тврдината што бевме сабајлето, значи Горен град или Калето, што го викаме. Уште повеќе се засилува ова тврдење, бидејќи на влезот во Калето или Горен град, на местото каде што се наоѓа музеот на современа уметност, под музеот на современа уметност е музеот на македонската музика на Есма Реџепова. Под патот тука овој аквадукт влегува со еден огромен канал што е откриен тамо и влегува во тој град. Има втора археолошка претпоставка дека овој е граден и порано за потребите на градот Скупје. Но изгледа дека ова првата е подобра. Инаку ова исклучително долг аквадукт, водата се црпи од падините на Скопска Црна Гора во близина на селото Глуво. Значи Глуво е кај Чардак. Како натаму уште продолжува? А нормално, значи водата се носи од онама до онаа планина. До Ега планината Скопска Црна Гора. Значи од таму се носи. А добро, не е откриено се уште до Глуво ова? Види, нема ископувања, сега е таа претпоставка од неколку рекогносирања што се направени, бидејќи има кај Глуво има нешто, па после има уште некое место, сега сум заборел, не знам кој точно, покажува дека тука поминува тоа. Значи, Глуво, па од кај Глуво кај Бразда, па од Бразда навам. Од кај Бразда исто така има остатоци од приближно ова време на град. Гледате во каква состојба е прекрасен овие. Ова од последниот пат кога што сум бил, еве овој овде лак, тука што го гледате, е во ужасна девастирана состојба, како некој намерно да сака да го сруши. Види каков е. Овде колку како да вадат камења. Немало никаква потреба, ај да претпоставам има некои дупки што се правени затоа што се претпоставувало дека некаде ако ископаш ќе најдеш некакво бокатство. Меѓутоа не е така. Ме интересира една работа што еден археолог ми ја укаже. Значи, како уште една потврда дека станува збор за аквадукт кој е правен во времето на Јустинијан, тој обрна внимание на 17-тиот лак и на 27-тиот лак. Вика кај тие лаци, столбовите, односно лаците кои што ја надкриваат празнината, има специјален знак на 17-тиот и 27-тиот, бидејќи 17-тиот лак значи 517 година, кога Јустин, чичко на Јустинијан, владее со царството. А 27 е кога почнува да владее Јустинијан. Затоа на 17-тиот и 27-тиот А каде се тие? Овде сега треба да ги броиме, разбираш, за да не утнеме, можеме да го направиме еден, ако се слагате. Зависи од која страна ако почнеме таму. Па јас мислам дека треба од овде да се почне натаму, бидејќи водата како што тече, така би требало
логично годините да бидат, а не обратно. Последниот од овие. Овој треба да е 70-тиот, така? Да, пред овие Ајде големите. провериме кај него дали Ајде видиме. има некаков посебен знак, Ги зашто бројаш тој кажа деска. има посебен Ама. знак кај 70-тиот и 27-тиот лац. Мислам дека можеме тоа да го направиме. Там, тој